Стопанственик од Струмичкиот регион може да искористи средства преку ИПАРД програмата за набавка на опрема за производство тоалетна хартија, а во Негорци преку ИПАРД програмата за рурален развој. Одобрена е апликацијата за изградба на сместувачки капацитет за рурален туризам во Негорци. Овие апликации од југоистокот го поминале филтерот во рамки на мерката диверзификација на фарми и развој на бизнеси. Надлежните денеска потпишаа други 24 договори во вкупна инвестиција од 7,7 милиони евра. Со нив ќе се финансираат проекти за изградба на фотонапонска централа, набавување опрема за ветеринарна станица, опрема за производство сокови, за пчеларство, изградба на објект за преработка на метал, за производство на мебел, изградба на рибник и изградба на објект за производство на саден материјал за повеќе годишни растенија. Навистина е задоволството големо, затоа што со ова денешно потпишување и во наредниве дена кои што ќе следи на сите 24 договори, ја заокружуваме првиот повик од ИПАРД 2 програмата со навистина еден голем број на склучени договори, преку 22 милиони евра средства кои што се враќаат назад во македонското стопанство, а исто така големо е задоволството за тоа што токму преку овие мерки, преку оваа програма, внимаваме и на равномерниот развој на сите региони во државата. Така да во оваа мерка веќе имаме договори кои што се од различити краеви на Македонија, од различити региони, како што се во конкретниве 24 договори, од кои што доаѓаат од голем дел на рурални општини, како што е Македонска Каменица, Крива Паланка, доаѓаат од Скопскиот, од Струмичкиот регион, Гевкелија, Маврово, Ростушев, Избегово, Газибаба, од Ресенско, Крушево, така да навистина е задоволство што преку овие инвестиции кои што ќе бидат реализирани во руралните подрачја е добар показател дека владата, агенцијата, министерството максимално се грижиме да нашите луѓе си останат на своите огништа тука, да си започнат со своите бизниси. Од првиот јавен повик, Министерството одобри 930 проекти со финансиска поддршка од околу 18 милиони. Добар дел од овие средства кај реализираните проекти се веќе исплатени, велат од Министерството. До денеска, до платежната агенција имало доставено 589 барања за исплата на завршени инвестиции, со кои се побарува за кофинансирање близу 5 милиони евра. Од овие 589 барања за 129 инвестиции исплатени се 1,5 милиони евра.